Остри препукувања и расправи преку интернет. Нешто повеќе од 10 дена специјалисти за социјални мрежи и експерти за дигитални технологии се обидуваат да ги најдат лидерите на движењето Бојкотирам кој зема се поголем замав. Движењето кое започна на Твитер се прошири на другите социјални мрежи, а заговорниците на договорот со Грција и позитивен исход на престојниот референдум засега не успеваат да им парираат или да ги попречат пораките на Бојкотирам. Противниците на ова движење се збунети од се поголемиот број на споделувачи на нивните пораки, при што веќе се отежнало следењето на сите профили кои што емитуваат пораки против референдумот. Она што засега се знае неофицијално е дека меѓу главните ликови зад Бојкотирам стојат непартиски поединци приврзаници како на опозицијата, така и на власта, како и членови на шарената револуција кои што по истите принципи со кои го уриваа Груевски сега го напаѓаат и Заев. Мириса на паника и страф од неуспех. Страф од заспаниот македонски народ кој се буди и освестува со овие очајнички и брзоплети, но дрски и безобразни потези да се заобиколи уставот со менување на законите во сопствена корист со цел манипулација и уништување на Македонија и македонскиот народ, владата го покажа стравот. Да, драги македонци, сега е време на нас и нашата генерација уште еднаш да го покажеме пркосот и храброста на македонскиот народ, да не дозволиме да не уништат никогаш Северна, секогаш Македонија. Пишуваат меѓу другото од движењето Бојкотирам. Колкав е анимозитетот на социјалните мрежи најдобро говори примерот со професорката Јасна Котеска. Таа која беше член на професорскиот пленум и која што беше еден од лидерите на шарената револуција, сега е мета на жесток напад од страна на провладините приврзаници кои што ја напаѓаат со најниски пораки, при што и се заканували и со насилство. Професорката која е ќерка на поетот Јован Котески кој поради залагањето на независна Македонија лежеше во комунистичките затвори, сега е на тапетот сите некогашни соборци, зашто отворено говори против референдумот и Преспанскиот договор, а најжестоко беше нападната кога ја обвини полицијата дека користела преку време на сила на протестите против менување на името пред околу 1 месец.